Добро утро и од мене во Утрински печат. Денешен наш и ваш гостин е господинот Душко Христов од Банката за храна. Добро утро најпрво и добре дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Денес повод за вашето денешно гостување е законот за вишоци на храна. Беше заглавен некаде околу 4 години по мои информации по владини фиоки, по собраниски процедури. Докаде е цела постапка ако знаеме дека во Македонија царува глад и сиромаштија, малтене еден од четворица луѓе кои што се жители во државава според ФАО имаат недостиг на храна, и што практично ќе донесе овој закон откако ќе биде потпишан, да кажам, и откако ќе почне да важи? Вака да една мала испрака да кажам за гледачите дека овој закон не е во собраниска процедура, него е во владина процедура. 2019 година ние како организација која што беше дел од работната група подготвивме предлог закон кој што беше доставен до тогашната влада негде пред нова година, околу октомври-ноември 2019, но најверојатно заради ковид кризата која што во меѓувреме не задеси и ради иксиспилно причини кои што нам не ни се познати, владата, односно ресорните министерства кои беа надлежни за тој закон, не го вадеа да се изразам така на маса, бидејќи тој закон доколку се донесе тогаш оди во собрание. Значи во овој случај собранието нема да го споменеме, но причините нам не ни се познати, иако тој закон, како што рековте, може да донесе одредена бенефит на значајна група на граѓани. Убаво кажавте дека по ФАО ние сме негде четврти во, да речеме, во Европа, каде што имаме недостиг од храна, односно сиромаштијата на некој начин го укажува тој факт. Од друга страна, нашите показатели велат чисто една малце атрактивна бројка, која што на крај крајва не е атрактивна, него е навистина жалостна, дека во Македонија, по наши сознања, бидејќи како банка за храна која што веќе 13 години работиме, исклучиво со помош во храна на крајни корисници, наши сограѓани на кои што им е потребна, велат дека над 70.000 луѓе во Македонија, луѓе, поединци, кои што тврдам дека повеќето се деца, имаат до 2 до 3 оброка неделно. Значи не е дневно, него неделно. Скриената сиромаштија, едно е сиромаштијата која што ја гледаме по хартиите, по списоците од центри за социјална работа или разноразни организации кои што излегуваат со одредени податоци. Меѓутоа, скриената сиромаштија која што никој од нас не ја гледа, не може да ја види, таа е најопасна и е најголема. Што практично значи вашава организација? Што значи банка за храна и како корисниците да дојдат до она што вие го нудите? Видете, значи специфично за нашата организација, бидејќи веќе 13 година ние сме и членка на Европска федерација на банки за храна, како одредени искуства и начела, рамки на работа, начини на работа, мораме да се држиме до правилата што ги имаат во европското семејство. Ние веќе сме 13 година во етерот. За гледачите да кажам дека имаме собрано и поделено над 2.500 тони храна. За нас е тоа малку како бројки, бидејќи ние можеме и заради потребите кои што се јавуваат во општеството, ние можеме 5 пати повеќе. Значи, ако просечно ние е 200 до 300 тони годишно, ние можеме, тврдам дека 1500 тони да примеме, да изменаџираме и да доставиме до крајните корисници. Но ситуацијата не е баш најрозева, не само тука во Македонија, него и во Европа, бидејќи можеме да црпеме податоци од таму и да кажам ние како банки за храна на дневна основа, вклучувајќи банката за храна, на европско ниво ние помагаме помеѓу 9 и 11 милиони луѓе. Банката за храна, може слободно да кажам, веќе 10-та година 300 лица во Македонија во 11 градови, благодарејќи на одредени компании кои што склучиме договори уште во јуни-јули 2013 година, до ден денешен те имаат некаков си оброк. Леп лиснати производи од вчера, врз база на склучени договори со локални партнери. Значи, ако добро разбрав, 300 луѓе секој дневно снабдувате со 10 години, тоа е стандардно. Тоа е минимум. После тоа имаме по 150 пакети заедно со градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Секој месец во општината Центар делиме веќе 5-та година, 6. Истото тоа се случува и Кавадарци, каде што имаме локални волонтери, прекрасни луѓе кои што се посветени на тоа да го го прават како што треба, и таму имаме помеѓу 100 и 110 фамилии. Тоа ни е за односно обврска која што секој месец, веќе 5-та, 6-та година, на месечна основа ја
реализираме. И имаме, можам да кажам, од 2020 година, од пандемијата, па и денешната економска и енергетска криза, имаме помеѓу 70-80 до 100 ад-хок, значи јавувања, каде што морам да бидам искрен, ние вршиме проценката кому ќе дадеме храна. Тоа не се лица кои што или фамилии кои што ни доаѓаат во рамки на листите што ни ги доставуваат центри за социјална работа, бидејќи ние не сме комисија, мора да споменам, да ние вршиме избор кому ќе дадеме, меѓутоа согледувајќи ситуацијата на терен, согледувајќи како тие луѓе живеат и семејства, ние одлучуваме онолку колку што имаме да им се помогне на тие семејства. Тоа е спакована храна, предпоставувам, зејтин, шекер, макарони, не станува збор за готови оброци. Не, значи ние како банка за храна сме против иземање на готова храна, бидејќи таа подлежи под специфични услови на манипулација на истата, под Закон за безбедност на храна во Македонија. Да, рековме основните производи, значи оние што ги наброивте, имаме конзервиран гулаш, некој пат имаме паштети, месни нарезци, бисквити, еве сега имаме подршка од неколку компании, имаме хигиенски средства, шампон, сапун, паста за зъби. Добиваме од големи количини на кондиторски производи, типот на смоки, чипс, еврокреми, чоколади од една наша најголема компанија која што навистина веќе не може да кажам, нема зборови, баш вчера ни израдува со над 9 палети, то се над 500-600 пакети разноразни работи кои што ние во периодот кој следи ќе ги споделиме со нашите партнери, бидејќи нашата работа се заснова на партнерство, односно склучување договори со локални партнерни организации, бидејќи ние не знаеме како е ситуацијата во Кавадарци, во Делчево, во Дебар, во Кевгелија. На тој начин имаме склучени договори со локални партнери, кои што се дел од системот на банкарство со храна и кога можеме и колку можеме заедно со нив обезбедуваме храна. Господине Христов, дали овој закон за вишоци на храна ќе го реши и оној проблем кој што сега практично незаконски се одвива во државава, а тоа е она термички обработена храна што останува просто кажано од прослави, свадби, која што се препакува и се носи по народните кујни и по организации кои што се занимаваат со оваа дејност? Немам информација дали истата се носи до народни кујни, бидејќи таквата храна термичко обработена што рекоте. По социјални мрежи секојдневно гледаме дека можно, не велам, меѓутоа ние рековме ние сме противници со законот. Иначе законот гласи закон за донирање на вишок храна. Тој е работен наслов кој што беше. И мислам дека се задржува. Иначе само да кажам за статусот на законот, бидејќи нели поводот да за гостувањето беше подпишуван. Кажав дека ние го подготвивме и го доставивме како предлог закон во 2019 пред нова година. Сега тој истиот предлог се преработуваше, можам да кажем од Сабали информација, мислам дека управа УЈП имаше своји забелешки сугестии на еден текст кој што 15-16 мај сега оваа година пред денерла бевме таа работна група собрани, го викаме бункер систем, во смисла затворен систем за сите членови кои што сме дел од таа работна група, граѓански организации, представници на министерствата, беа тројцата министри Тренчевска, Николовски, Шукова и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, каде што благодарејќи на нив, они презема одредени обврски зависно кој министерство што ќе работи. И ете на некој начин го мрднахме од мртва точка тој закон и сега е на дополнување на таа верзија што ја договоривме таму, па има забелешки да речеме од Сојузен стопански комори, што е во ред, има забелешки од Управата за јавни приходи, што е во ред. На што најмногу? Претежно видите, значи храната е најшкаклив дел. Значи нешто што ни треба секој ден, најопасен дел е да се манипулира со истата. Доколку влеземе во сива зона или да не размислуваме за некои последици што може да настанат, значи Управата за јавни приходи мора да биде свесна, односно Министерство за економија или Министерство за финансии, каде што одредени, бидејќи паралелно со овој закон да споменам, дел сум од работната група за Законот за донации и спонзорства во јавниот сектор, каде што благодарејќи на разбирањето на членовите на таа работна група, носител е Министерството за правда, помошта во храна е ставена како јавна дејност. Пред до сега, до вчера, не беше. Или вишок храна во Македонија не се спомнуваше до пред
почетокот и изработка на овој закон. Вишок храна тоа беше баук. Тоа беше тема која што никој не сакаше да разговара. Сега, благодарејќи на можеби на оваа економска енергетска криза, дел од институциите се освестија дека навистина можеби имаме парче хартија кое што во одреден ние не викаме дека ќе ги прехраниме семејствата. Да, меѓутоа ќе добијат барем основна храна. Можеби нема да добијат основна, меѓутоа ќе добијат дополнена храната. Оти чипсот и смоките не се основна храна. Па да. А јас кажав дека за 10 години, бидејќи ревносно ги пратиме сите тие податоци, ретко кој од компаниите може да кажам дека зејтин има 0 грама фрлено или шекер или не знам брашното. Значи меѓутоа тоа се основните производи кои што на едно семејство внутре. Добро, ги донираат пред да истече рокот? Да. Тоа меѓутоа или па извршат преработки на тие производи. Да речеме зејтина може да се искористи, не сум технолог, меѓутоа имате се работи за путер, може да изработат. Или сега една забелешка од страна на представничката на комората на стопански комори е што да речеме со овие производи, чисто за гледачите, што со јогуртот, тој има краток рок на употреба. Добро, сега со новите адитиви трае, има јогурт што месец и пол трае, така да не е за јогурт. Па добро, да, има и за тоа, меѓутоа млекото. Да, има некои што се 7 дена, 3 свежо, дена, 2 да, дена. добро, за свежо 12 дена е печурката свежа или не знам 10 дена е свежото пиле. Сад, карикираме, добро, него кажуваме моменти кои што се појавуваат. Имаме контакти ние со тие компании кои што манипулираат со тие производи, што тргуваат со тие производи, убаво кажуваат. Начинот на однесување на самите трговци кон производите од овој што ги спомнавме, зависи колку време ние ќе имаме за продажба на нашите производи. Но ситуацијата е така каква што е, имаме огромни количини на отпад зборам од храна, кој што пак од друга страна можат во еден користен рок и начин да дојдат до крајните корисници. Затоа реков, законот ја дава рамката. Мислам дека уште многу кратко време ќе даваме забелешки, имаме фора уште можеби оваа недела, сите кои имаат забелешки на предлог текстот што е во самиот закон. После тоа се дава на владина седница. После владината седница усвојуваме од нивна страна, тогаш одиме на јавна расправа во собранието. Тогаш е собранието во прашање, тогаш предпоставам дека мада во комуникација со сите пратеници и пратенички групи, јас им реков отворено, бидејќи поголеми дел од тие веќе ме знаат и знаат за што се залагам и ми реков ако не го изгласате со акламација, тогаш тој закон не вреди. Значи нешто има во тој закон. Од аспект на тоа што не можете да добивате политички поени, да се фалите едни и други, бидејќи народот е тој, ние сме тие. Ние на лебот не му ставаме ни крст, ни полумесечина. Од тој аспект, мислам дека ќе имаме една плодна јавна расправа. Што ќе донесе практично за народов овој закон за вишоци на храна практично? Што до сега не беше регулирано, што ќе биде после законот? Знаете што, значи ќе донесе регулирање на тој вишок, односно гледање на тој вишок. Бидејќи таму се предвидува систем оператор, каде што компаниите ќе може да се најават на таа платформа. Ние како граѓански организации ќе можеме потранспарентно. Јас бело, ние сме транспарентни. Значи колку што ве разбрав, ќе има систем оператор. Ако јас имам вишок на храна, се јавувам таму и кажувам, да, како оператор за храна имам оператор со дониран за донација. Добро, за донација имам 5 тони зејтин, да кажам. Така. Што добивам јас како фирма од таму? Дали ќе дојдат Не, по закон за вака. По законот за донации и спонзорства, вие како бизнис субјект имате право на поврат на ДДВ. Тоа ми беше, значи сепак и фирмите ќе бидат стимулирани да донираат. Секако, они сега се стимулирани, меѓутоа плаќа на одредени донации ДДВ, затоа беше апсурдно некој да ти донира, а после да плати данок на додаден. После да плати ДДВ 18%. Мислам, тоа беше надвор од памет, но не се овој закон што го кажа за донации и спонзорства паралелно со овој закон, тој се надам дека и тој ќе биде изгласан во измените ќе бидат изгласени во брзо време, така да овие два закони паралелно ќе можеме да ги тестираме, особено во полето на помош на донирана вишохрана. Значи, пак ќе ве вратам на законот и на техникалиите како ќе се спроведува. Како фирма се јавувам дека имам вишок на храна.
Треба ли да имам термокинг возило со кое што таа храна ќе ја донесам до вашите простори не. или некој друг ќе го работи тоа? Значи, има многу недоречености, јас како новинар... Многу јасно го прецизираме таму. Оператори со храна се 3. Производители, дистрибутери, трговци, маркетиви. Така. Оператори со донирана вишо храна, цртичка сега по новото е посредници, тоа сме ние границите организации. Значи, ние треба да исполниме минимум неколку услови, да имаме превозно средство. Значи, вие треба да ја земете храната, да ја подигнете од фабриката. Да имаме вработено лице, да имаме складиште, да имаме комора за одредена храна ако се појави на кој што е потребна температурна температурни услови до 4 степени. Треба да бидеме организација од јавен интерес, тоа што самото налага да ние, бидејќи вршиме јавна услуга, услуга во општеството, сите тие фактори ние треба да ги исполниме, бидејќи таму ќе има еден регистар кој што различни институции ќе водат, да речеме АХВ ќе го води за безбедност на храна, условите во кои се чува истата, изземање и дистрибуција на храната. Значи, ние ќе треба да ги исполниме тие услови. Вие кои ќе најавите како бизнес субјект 5 тона или 1 тон зејтин, на самата платформа, тоа е тие алатка, која што прв најавен, прв услушен ќе биде. Така, значи некоја од 15-17 организации вакви банки за храна, така, како што сте вие, која прва ќе се јави, таа ја зема. Таа ја зема. И на тој начин, после истата, база на сите овие услови што ги споменав, ќе треба да стигне до крајните корисници. И за тоа државата треба да има увид. Нормално, ние како оператори со донирана вишо храна цртичка посредници, ние ќе треба да ставиме извештај до операторот. Во овој случај мислам дека Министерството мора да го открием тоа, пошто е трик момент, Министерството за животна средина, благодарејќи на министерката која што и одма и кликна дека ова работа ќе има увид колку храна е спасена, односно колку и помалце отпад на депониите, односно ѓубриштата низ Македонија. И, например, она навистина беше храбра и го прифати предизвикот да самото министерство бидејќи, мора да споменам за гледачите, зошто може би 3-4 години се чекаше. Имаше голема недоразбирање, односно некако разлекување помеѓу двете министерства земјоделие и МТСП. Кој ќе биде тој систем оператор? Никако да најдат решение. И сега, Каја Шукова, министерката, дојде и рече, и пресече, јас ќе го преземам тој дел, бидејќи господјата е многи години во делот на животната средина и па вишокот храна или отпадот од храна е тесно врзан со отпадот, односно заштита на животната средина, или спуштање на СО2 и така. Така да, мислам дека тоа беше пресек, добар момент, позитивен, во кој што Лети ние како граѓански организации видовме мала светлост дека некој размислува, да речеме, паметно и одговорно. Имаме ли некаков податок што се завршува од храна, зборам, на подепонииве во последно време? Еве ќе ви кажам искрено. Значи, ние правихме две истражувања, мора да биде, мислам, оно најчовечно. И најдеме семејство во Гостивар, тие веќе ни се познати семејство од пред 6-7 години. Му плаќаме одреден надомест како хонорар месечно и го замолуваме тоа семејство честно и поштено да измери што фрла. Дали љушпи, краставици, леп, сирење. Такви имаме 7 семејства во различни градови во Македонија, 2 се во Скопје и од време на време истите тие ни ги дават податоците. Знаат дека не бараме да ги пумпат податоците или да ги крадат, него реално да ја прикажат состојбата. Еве како податок ќе кажам, дека во Македонија, ако сме 500.000 семејства, еве 300.000, 200.000 ги оставиме сиромашни, 300.000. Ја тврдам дека 300.000 семејства ние годишно, секој просек семејство, јас су првиот дома, проблеми, кои ќе го гледат сега во жена ми, ќе ме псуе. Ние имаме проблем со тоа што фрламе леп, лиснати производи, суво месно, зеленчук, овошје. Ако израчунаме во 30 дена, 50 денари ние како семејство фрламе. 50 денари, то се колку се тоа? 1500 денари месечно, 18.000 годишно. То се 300 евра. 300 евра ние нашето дете може да го пратиме не знам каде на одбор или тие чефти. Сега, ако сме 300.000 семејства по 300 евра, 90 милиона евра. Ние фрламе. Само семејството. Без фабриките. Без операторите со храна. Ги набрав кои се производители.
Дистрибутери. Да не го зборувате. Сега, најчисти производи што се фрлат на ѓубришто, да прашате, од тоа го гледавме, ние го гледаме од 2012-13 година и ги мериме одредени податоци. Нема да веруваат луѓето дека највеќе се фрлат сладки производи од типот на чоколади, смоки, ресани. Тоа највеќе се фрла. Зошто? Зборуваме од операторите со храна. Да, од производителите, практично и дистрибутерите кои што останале. Дали се производители, дали се Тоа се дистрибутери. со поминат рок. Да. Па затоа што Зошто не ги донираат? Затоа што нема кој да ги купи. Не, зошто не ги донираат? Ако не може да ги купат, може да ги земе некој без пари. Јас ви кажав дека без овој закон и законот за донации и спонзорства над компаниите им беше многу полесно и Поевтино е да ја фрлат отколку да ја донираат. И сега, апропо закониве што ги спомнав, сега имаме еден морално лобирање кај нив. Ако до вчера за еден тон плаќал Мислам околу 100 евра дека беше 3000 денари беше. Сега ќе плаќа 300 евра. Са претпоставам, не знам колку се тие казнени одредби, тие не се финални во закон. Значи практично ќе се стимулираат и со зголемување на таксата за уништување на храна. Така. Значи ќе се стимулираат, подобро ќе биде да ја донираат храната отколку да ја поевтино. Поисплатливо. Добро. Кажете ми, останува ли ова преска, ве спомнав, меѓутоа некако Итро ми го избегнавте прашањето за сивата зона и храната која што останува од прослави. Ке го регулира ли тој дел Во законот има дел кој што бидејќи има дел според законот според некои од законите кои што ги регулира Агенцијата за храна и ветеринарство, дека термички обработена храна мора да се конзумира 4 часа откако е подготвена. Кај нас ова некако се избегнува и храната која што останува по скопскиве кафеани се донира по народни кујни. Дали овој дел го фативте, е опфатен со законот или се уште останува сива зона? Тој остана да биде како член ставен во законот. Начинот на негова регулација споменав пред малце дека дел од нас граѓанските организации треба да исполниме одредени услови. Да имаме соодветни средства за изземање, тоа значи термоси, тепси, не знам, кои што одржуваат температурата која што ќе се иззема да не попушти еден плюс минус 1 степен. Треба да имаме термокинг возила кои што ја одржуваат температурната ситуација на самата храна и таа иста храна да имаме простор каде што ќе можеме да ја одложиме ако е вечерно време, бидејќи свадбите завршуваат кај 12 после тоа. Или да изземеме на соодветен начин во соодветно време и утре дента брзо да истата дојде до крајните препакувате и да обично ние како организација мора да бидеме искрен, тоа не е објавено, меѓутоа вербално нека ако некој сака да ме тужи, нека ме тужи. Ние минатата година околу 6 тона храна таква донадев. Еве ќе кажам пример некој банален. Правеа во Јурумали во селото Слава, Свети Јован. Останаа 200-300 кила лонци со граф, со риба, со салати, со сите салтанати што тоа е храна дадена од душа, најубаво спремна, чиста, да се фрли. И сега што правиме? Имаме партнерска организација кои што се тоа корисници или се зависници од дрога и алкохол, батинци, рето центарот или се порака од неготени кои што имаат 80 корисници во Волково, односно во Волково немаат, имаат 50 и нив им се јавуваме, зависно од количината на храна која што се јавува. Тие две организации можат катадневно во секој момент на соодветен транспарентен и чист начин да иземат храната и одма да ја конзумираат. Тоа е нашата предност. Да не ги имаме тие организации, ние тоа не би го работеле. Свесни сме дека пред Нова година се правеа прослави. Па не е само пред Нова година, постојано се прави. Не, ја кажам за нас. Значи, на големата храна дојде во тие моменти. Октомври, ноември и декември. И сега, ако израчунаме 6 тона таква храна, бидејќи бараме од нашите партнери да изберат, бидејќи на тој начин и податок кој што нас не интересира колку храна се фрла, просек по 3 оброка од 1 килограм, нели 300 грама веќе подготвена храна, не е свежа, тоа се 18, 19 до 21 оброци сме спасиле да не завршат на ѓубре, а сме ги искористиле за оние на кои што им треба. Бидејќи па тие организации не потрошиле енергија, не потрошиле заврзватели за ова, значи тие имаат па готов производ, што за нив е перфектно. Така. Се надевам дека законов за кратко ќе се најде во собраниска процедура и конечно законски во државава ќе се донира храна.
Ако уште едно прашање имам за крај, што треба да направи еден корисник доколку има потреба од храна, како доаѓа до оброците кои што вие ги нудите? Вака, значи, споменав на почетокот дека ние работиме со листи доставени од самите центри за социјална работа. Ние не сме комисија која што може, не сме властени, нити имаме право. Но, во законот вели, секој што ќе побара храна, Така. ние сме должни тоа лице да го регистрираме, копија од лична карта, бидејќи и по законот за заштита, затоа треба да имаме лице во организацијата вработено, кој што ќе подпише изјава за неиздавање податоци и за заштита на податоци, бидејќи ќе имаме допир до податоци од крајни корисници. Име, презиме, матичен број. Так. Значи, тоа наше лице во таа организација ќе му ги земе тие податоци, ќе ги стави во нашиот список листа. На тој начин ја како председател немам намера, немам потреба нити па да гледам, нити па ќе имам право да проверам тој податок, но тоа лице ќе има комуникација со МТСП, со Министерството за труд и социјална политика преку центри за социјална работа. На тој начин, а ние листите кои што ќе ни ги достави тоа, ние ќе бареме да бидат кодирани листи. Затоа велам и ние внатрешно треба да имаме систем кој што ќе го регулира таа подела. Без склучување на договори со локалните власти како сега што има, бидејќи сиромаштија на локално ниво. Ако граначалниците ја прифатат, а повеќето прифаќаат идејата на банкарство со храна да бидат дел од тој процес, тогаш ние сме обврзани тие листи заедно со центри за социјална работа да ги апдейтираме, значи да ги одржуваме, да ги надградуваме, бидејќи дел од податоците кои што се ставени во тие листи, комото може да кажа за во Кавадарци, се дојдени, барем една можеби четвртина од тие податоци се обновени благодарејќи на нашите волонтери од Банката за храна Кавадарци. Зошто? Затоа што тие разнесувајќи храна на терен нашле одредени семејства, ситуации во кои што не биле споменати во тие извештаи или во тие листи на центри за социјална работа. Значи, прво и основно, секое лице и семејство ќе мора да иде ќе доаѓа кај нас, меѓутоа ние препорачуваме, ајде прво вас да ве регистрираме во општината, не, од каде што доаѓа, не мора министерство. На тој начин и ние ќе бидеме отчетни кон министерството, ние ќе имаме редовна листа, меѓутоа ќе имаме ad-hoc листа која што, еве јас кажам, во време на пандемија 2021 ние имаме над 900 пакети издадени само со евиденција преку лична карта. Чистачки, млади студенти од надворешноста, не од Скопје, фризерки кои што нема работа тогаш. Значи, едноставно изгубиле работа. Да жена што чистила по дому вика, сега никој не ме вика. 2-3 месеца ја останаме без пари. И доаѓаше таа 2-3 пати давме, кога имаме, колку имаме. Затоа велам дека да, сме врзани за листите што ни ги доставуваат центри за социјална работа, што тврдам дека се над 50% и тие не исчистени, но имаме дел на ситуација најдена на терен, од нас и нашите партнери. Господин Христов, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Порака до фирмите, донирајте ги вишоците, не мора да го чекате истекот на рокот, а до граѓаните не фрлајте храна, исто така донирајте. Пријатно од мене и најавувам реклами.